Нема криза за вредните. Од добитокот не тече како некогаш, ама добро капе, сметаат оние кои со сточарство се занимаваат цел живот. Сваќаш? А вуна јагне ќе даде, млеко ќе даде оно време. Дојаш дор, немаш од никаде ништо, ќе продаеш едно, да крпиш душ. Боголюб Митев цел живот се занимава со сточарство. Тајните на сточарството, добрите и лошите страни ги знае добро. Клучно, вели тој, за сточарски бизнис, важно е добиточната храна да не се купува. Во спротивно, математиката врати на зијан, а не на ќар. И имаме своја храна, не ја купуваме храната, имаме произведуваме храна и така да го заокружуваме процесот, односно од теле, наша собствена храна и крајен производ, односно пласирање на месо. Цената варира спрема квалитетот на телето, така да се движи околу 120 до 150 ден. Истото важи и за зголемувањето на стадата. Поисплатливо ќе биде ако имаш свое матично стадо, да речеме крави, па с кравите место телињата и ќе ги одгледуваш кравите, ќе имаш потомци млади телиња и така да ќе го зголемиш својот профит. Сепак вака мислат малкумина, па сточарството во регионот не само што стагнира, туку и опаѓа. Во последните 10 години бројот на ситен и крупен добиток е намален за повеќе од 30%. Според повеќето сточари, шталите им ги испразниле ниската цена на млекото и високата цена на добиточната храна.